Од стотици регистрирани граѓански или невладени организации, здруженија, фондации, малку се оние чиј збор тежи, која нервираат секоја влада и ги обелоденуваат критичните точки во државата. На кој е ефектот и колку граѓаните имаат доверба во нив, во зошто разговараме со Гонце Јаковлевска од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Добре дојде, Гонце. Добре ве најдов. Значи, формулата за здружение, фондација или сојуз е она што треба да ја помага на заедницата, да ја критикува власта, да ја коригира, но и да нуди алтернативни, авангардни решенија. Колку од невладините организации во моментот навистина го прават тоа? Па, многу. Јас би рекла, се надевам дека нема да звучам пристрасно заради тоа што доаѓам од граѓанскиот сектор. Мислам дека голем број организации во моментот има, според потоците од Централниот регистар, нешто над 6000 граѓански организации кои што се активни. Овде не ги вклучуваме спортските здруженија и културно-уметничките друштва. Голем процент од нив се организации кои што си ја бркаат нивната работа, односно го прават она за што се основани, или тоа што го кажавте, да бидат надзор на тоа на како се спроведуваат политиките и да бидат коректор на политиките на властите. Нивните постигнувања се навистина значајни и би рекла, ако се вратиме години наназад, да не гледаме, например, на постигнувањата само од оваа година, ќе ги потсетам, еве и слушателите на овој подкаст, дека огромен број на рампи кои што им помагаат на лицата со хендикеп да стигнат до институциите или до објектите кои што порано беа непристапни, се резултат на едно големо движење на организациите кои што се занимаваат со правата на овие граѓани. Полио Плюс беше предводник на тие промени и едноставно со нивните герила акции, со застанување пред непристапните места покажуваа како изгледа да се биде во нивните чевли, односно како изгледа да се биде во нивната состојба, дека едноставно не можат да влезат во пошта, во банка, не можат да функционираат нормално. И мислам дека во тој дел, благодарение на тие притисоци, се направија доста промени. Не велам дека е идеално, но е конкретна промена. Многу повеќе се зборува, погледнете ги телевизиските емисии во кои што имате толкувач на знаковен јазик. Кога сме правеле муабет порано за тоа, сега го сваќаме како нешто сосема природно и нормално, меѓутоа некој се борел за тоа, некој навистина трошел време, енергија за да стигне до да, до и таму. еколошките здруженија. Еколошките здруженија беа можеби меѓу најактивните здруженија од осамостојувањето на земјата. Толку беше силен тој поттик, па повозрасните ќе се сетат дека се правеле огромни акции за чистење на отпад, се правеле големи протести против загадувањето во време кога во државата не ни постоеше Министерство за животна средина. Државата свати дека мора институционално да одговори на овие предизвици и едноставно да се прелее тој граѓански активизам и ангажман во некое институционално решение или одговор на овие проблеми. Потоа тоа малку стивна и откако сватија граѓанските организации дека без притисок нема да може институцијата сама да ги брка работите, еве сме повторно во големо движење еколошко кое што функционира навистина добро и навистина активистички и за загадувањето на воздухот, и за справувањето со отпадот, и за рециклирање, и за декарбонизација и така натаму, така што повторно сме во фаза кога согледуваме дека на државата и треба притисокот за да може да функционира. Она етикета која им се лепеше негативна на невладините е регистрирај невладина за да добиеш странски пари, не мора кој знае што да се прави. Ја има ли уште таа перцепција? Па, за жал да, ние низ годините сме биле перципирани како странски агенти, како петоколонаши,
и како шпиуни и така натаму. Има, меѓутоа, повеќе од луѓето кои што не биле вклучени во ниту едно граѓанско движење. Сега не правам муабет за граѓанска организација, вработен во граѓанска организација, бројот на вработени е навистина мал, меѓутоа што немале контакт со граѓанска организација, таму можете да сретнете вакви етикети. Оние што барем малку се вклучиле во она што значи граѓанското движење, веќе ја нема таа перцепција, зашто знаат колку макотребна може да биде работата и колку е тоа една бркање на една агенда на мускули во голема мерка. Меѓутоа, крајот на сите тие акции е тоа што охрабрува, дека ќе се исплати ова што се прави. Значи, примерите што ги кажавме се само дел од тоа што направиле граѓанските организации досега. Сам да зборуваме за големите општествени проблеми со кои што на дневна основа се соочуваме сега. Општествениот проблем број 1 во државата е корупцијата. Вие и најмногу проекти имате за корупција. Да, и кога ќе помислите, кога ќе се вратиме назад еве некои десетина години, можеби 15 години, колку малку се зборуваше за корупцијата. Тоа не значи дека немало корупција. Меѓутоа, тогаш сме почнале да ги правиме првите истражувања, без разлика дали тоа биле перцепции за корупцијата или биле виктимизација на корупција. И почна да расте свеста за прашањето и да се прави притисок да се бараат решенија за ова прашање. Јас не велам дека со градењето на свеста ќе се реши се, меѓутоа во голема мерка сознанието дека парите на граѓаните се злоупотребуваат и притисокот врз институциите да се справуваат со овој проблем е еден од начините да се решава тој проблем. Дали сте имале притисок од власта, од луѓе на власта, заради извештаи за корупција, заради посочување на случаи, директни, индиректни? Како се однесува власта баш за овие проекти? Па, конкретни притисоци не, можеби начин на оспорување на резултатите од истражувањето со подпрашања од каде стигнавте до овој податок, на кој начин дојдовте до оваа информација и таков тип на прашања би рекла. Нашите истражувања се првите што се правени не само за перцепција на корупцијата, туку за тоа колку луѓе почувствувале корупција, значи колку биле жртви на корупција, и во таа смисла методолошки се разликуваат од истражувањата што се правени само на перцепција. Меѓутоа, тоа не значи дека властите не треба да ги загрижува и самата перцепција за распространетоста на корупцијата, зашто каде има дим, сигурно има и оган. Ако луѓето чувствуваат и перципираат дека има корупција, ја базираат на нешто, на собствено искуство, на тоа што некој им раскажал, на нечие туѓо искуство, и е нешто што треба да биде аларм за преземање на активности за надминување на решавање на овој проблем. Невладините организации беа на удар за времето на минатата влада на ВМРО ДПМН, тогаш изникна фантомски невладини организации кои ги формираше власта, се напаѓа директно невладини организации. Владата по нив како да избра да ги игнорира невладините? Што се случува сега? На почетокот на минатата владеачка гарнитура, би рекла, добро почна соработката, имаше голем ентузијазам на сите страни дека работите ќе се менуваат и соработката почна да се воспоставува и комуникацијата течеше на почетокот сосема во ред, меѓутоа со тек на време се изгуби тој ентузијазам, па и она што се договаравме заедно дека ќе го правиме за граѓаните и за граѓанските организации, некако замина во некој втор, трет план и потоа исчезна од планот, би рекла сосема. Сега, тој почетен, да речеме, импулс, можеби пак можете да се забележи. Ајде да видиме што им е потребно на граѓанските организации, дали може некако да се воспостави соработка. Граѓанските организации не се
субјекти кои што делуваат против властите. Мислам за тоа да бидеме потполно на чисто. Ние цело време зборуваме за соработка и ние сме тука да алармираме за состојби кои што ги забележуваме. Не се опозиција, туку се коректор. Да, затоа јас многу често се противам на користењето на терминот невладини организации, да не се именуваме со тоа што не сме, туку со тоа што сме. Ние сме здруженија на граѓани, односно граѓански организации. Пошто има и владини. Да, и во суштина сакаме така и да бидеме разберени од институциите, како некој што ќе им укаже, зашто укажувањето не е за да бидеме злонамерни. Укажувањето е за да се подобрат состојбите и да им служат институциите на граѓаните, како што и граѓанските организации им служат на граѓаните. Некогаш ќе кажат, вие само работите на градење капацитети, само нешто обучувате, градите свест и така натаму. Градењето на капацитети е многу сериозна работа и заменува или пополнува некои дупки, би рекла, што постојат во институционалниот систем наш. Ако имаме институции кои не функционираат? Значи, во секој случај, секој градење капацитет или секоја едукација, без разлика дали станува збор за државни службеници, дали станува збор за воншколски активности на учениците, на младите, на граѓаните генерално, е добре дојдена, зашто едуцираните луѓе носат промена во општеството. И треба ни таа перспектива да ги гледаме работите. Може ли да слушаме некои примери? МЦМС е познат по тоа што регрантира, значи многу помали, нови, и некои стари, значи конкретни проекти. Колку граѓаните веруваат дека можат да се здружат и да добијат некои грант и да остварат некој проект? Во голема мерка во последните 10 години имаме големи процеси, големи регрантирања, пред се со Цивика Мобилитас, меѓутоа и со другите програми кои што се со поддршка на USAID и така натаму, Европската Унија. Има доста организации кои што и со помали финанси, би рекла, значи не е секогаш се во големината на грантот, некогаш е во идејата, во ентузијазмот на тие што го спроведуваат, кои што навистина можат да дадат добри резултати или да почнат да го скршат мразот таму каде што уште никој ништо не е направил и да продолжи тој процес. На памет ми паѓа во моментот едно мало здружение што се вика Праведни професионални, кои што се у суштина државни службеници. И тие решиле да се здружат, да направат нешто повеќе, освен што одат на работа и си регуларно си го терат животот, да видат колку државата има имот и дали државата знае дека го има тој имот и што прави со него. Добија мал грант од Цивика Мобилитас пред неколку години, заедно во соработка, ми се чини, со Агенцијата за катастар на недвижности, успеа да идентификуваат такви имоти и да направат они некој нивни регистар на тоа. Податоците беа фрапантни за нас како граѓани, за институциите, ако сакаат да видат, да речеме, помош во тоа. Во држава. Исто така. И во последниот извештај на Државниот завод за ревизија, Државниот завод на ревизија се повикува на нивната публикација, односно на нивниот регистар. Значи, сакам да кажам, ако некој има искрена желба да направи нешто, со помала финансиска поддршка, може да се направат некои поместувања во тој дел. Сепак, тој имот, што го викаме државен имот, е имот на сите нас. И навистина е греота да пропаѓаат објекти, а од друга страна да викаме дека нема простор за ова, нема кај да се смести ова институција или едноставно нека им го отстапат просторот на здруженијата на граѓани да имаат место каде што ќе се собираат или можеби на некои неформални граѓански иницијативи кои што немаат таква можност. Уште една работа што ми паѓа на памет во моментот е организацијата што се вика Титинг, кој што покрена едно прашање кое што беше навистина табу тема во општеството, а тоа е прашањето на менструалната хигиена, менструалната сиромаштија. Да. Мислам дека сите што го прочитаа извештајот или извадоци од него беа запрепастени со какви проблеми се соочуваат девојчињата од ранливите категории.
нешто што навистина направи таков ефект да дури се намали ДДВ-то на средствата за хигиена за да можат да бидат попристапни за тие лица. Ја покажа суровата вистина, колкава е сиромаштијата. И само низ ова сакам да кажам дека и кога некој ќе не обвини дека само сме правеле анализи и истражувања, без организацијата да ја направи анализата, немаше да знаеме кој е проблемот. Значи, анализирањето и истражувањето е почетниот чекор во справувањето со проблемите. Не треба да го сваќаме како нешто на што само се трошат пари. Благодарам, Гонце. Има уште многу теми. Нели рековме, граѓаните почнуваат веќе се повеќе да се интересираат што и самите можат да направат и променат, значи немаме толку безидејност како се изгледа на прв поглед. Благодарам, а вие слушајте, не следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Од мене Сања Васич и продуцентот Дејан Балаловски. Довидување.